Пациенти болни од рак на скопска онкологија се лекувале со погрешна терапија. Во судскиот процес за онкологија ова го тврди вештакот од Словенија, повикан од обвинителството доктор Маја Равник. Како пример таа го наведе случајот со пациентка со карцином на јајници во трет стадиум, која била лекувана со лекарствата капецетабин и цетуксимаб, иако за тоа немало индикација. Според нејзе ваквата комбинација на лекови предизвикала многу сериозни компликации. Рак на јајници не се лекува со капецетабин. Цетуксимаб не е индицирана терапија за рак на јајници. Од историите е очигледно дека промените во лекувањето не биле совесно бележани и многу пати се правени без какво било објаснување. Одлучувањето за изборот на лекот секогаш треба да оди преку онколошкиот конзилиум. Според вештачењето на Маја Равник и Јасмина Јордан, двете вработени во клиничкиот центар и универзитетот во Марибор, проблематично било и дозирањето на терапиите. Промената на дозата или на лекот не може да биде произволна, туку мора да се заведе секоја промена заедно со причината. Равник кажа дека ако лекот не е индициран за лекување болест, значи дека нема ефект при лекувањето на таа болест. Ако фактички пациентот го прими, не може да се очекува одговор на болест, туку само токсичност на лекот. Затоа е нужно лекување во согласност со протоколите и индикациите. Ако лекуваме без индикација, тогаш болеста е надвор од контрола. Може да напредува, што вообичаено се случува кај метастазирана болест и води кон дополнително влошување на пациентот заради токсичниот ефект на лекот. Прогресијата на болеста е поголем товар на ракот и исцрпување на здравиот дел од телото. Влошување на општата клиничка состојба на пациентот, намалена веројатност за успешно лекување и се зголемуваат ризиците од компликации при лекувањето. Равник зборуваше дека пред смрт кај пациенти со рак не се дава ни хемо, ни имунобиолошка терапија поради токсичноста и дека требало само да се пристапи кон палијативна нега. Според вештакот, ако пациентот е во слаба општа состојба, тој само се мачи ако при тоа му се дава и ваква терапија. Во овој судски процес обвинети за несовесно лекување пациенти се поранешниот директор на онкологија Нино Васев и уште двајца онколози вработени на клиниката Симонида Црвенкова и Драган Јакимовски. Постапката започна против уште еден онколог, второ обвинетата Мери Пешевска, која призна вина пошто доби пресуда од 2 години условна казна затвор.